И да, во право сте, постои закон за звучно загадување, во текот на оваа година се донесе тој закон, но не станува, малку, мислам дека треба да се дообјасни зошто е потребно да се поддржи овој амандман, да се започне една постапка на спроведување на тој закон, бидејќи да, ние во Македонија имаме многу убави закони, само што за жал не се имплементираат. И сега, катастар на загадувачи. Зошто велам катастар на загадувачи? Бидејќи загадувањето не е само од настани, од гласна музика, или од градежни работи кои што еве да кажеме дека се привремени, иако градежните работи знаат да траат и по неколку години, што веќе не е, значи, тоа случајно и не е моментално, туку треба да се предвиди дека во тој и тој регион се гради некаков објект поголем, помал и во тој и тој период, значи во тие години ќе има звучно загадување таму. Понатаму зборуваме ние и за сообраќајно звучно загадување, па затоа е добро да се изработи еден ваков детален катастар, особено на сообраќајници, на места каде што сообраќајот се згуснува, каде што има тесни грла и каде што граѓаните кои што живеат во околината на таа сообраќајница не може да отворат прозор. И навистина е таа бучава многу голема и делува директно врз психологијата, а со тоа последователно и во на физиолошкото здравје на граѓаните. Понатаму, добро е да има катастар на загадувачи. Еве, како повторно ќе кажам, например, во такви сообраќајници, значи клучки, по збиени места каде што, особено во Скопје го имаме тоа, во центар, ако видите, го имаме тоа, јас доаѓам од општина Центар, бидејќи на тој начин ќе се регулира, например, и дали на таа точка, каде што е детектирано звучно загадување, кое што е континуирано, треба да се градат понатаму објекти како градинки, училишта, здравствени установи и слично. Значи, затоа сметаме дека ваков еден изработка на еден ваков катастар или мирна карта, која што не постои во моментов во нашата држава, е од големо значење, бидејќи на тој начин ќе даде увид во планирање, во планирањето на уредувањето на градот, во понатамушните мерки и активности кои што градовите треба да ги превземаат. Значи, сметам дека доколку однапред знаеме каде е големо звучното загадување, еве конкретно ќе кажам од сообраќајот, ќе може да се планира што може во таа околина да се гради. Пример давам. Или, например, од друг тип на загадување, како што е верското звучно загадување. Значи, имаме и таму, и во оваа проблематика, значи во оваа област, исто така може да се направи тој катастар и да се види каде се појавуваат тие жешки точки. Дополнително, да, ние имаме закон, меѓутоа сметам дека особено во звучното загадување, инспекторите или не се вршат доволно својата работа, или нема доволно инспектори, или нема доволни информации, или, например, се случува да има пријава за гласна музика од, повторно ќе кажам, жешки точки, особено во центарот на градот, каде што има повеќе угостителски објекти, додека стигне инспекторот, додека стигне полицијата, музиката веќе е стишана и на крај излегува дека граѓаните за џабе пријавуваат звучно загадување. Со создавање на ваков катастар, со создавање на една ваква карта на жешки точки каде што е евидентирано и очигледно звучното загадување, сметам дека ќе се олесни работата и на инспекторите, па и на оние кои што ќе планираат понатаму, ќе планираат урбанистички планови. И од таа причина велам дека дека овој амандман е важен, доколку, мислам, јас знам дека сега во моментов можеби не е најважен, но доколку навистина сакаме да се приближиме на регулативата на Европска Унија, треба да го прифатиме овој амандман, бидејќи во сите земји такво нешто е донесено. Јас конкретно го знам законот за Словенија, кој што е навистина многу поригорозен, а и мерките се многу поригорозни и казните се многу повисоки. И затоа сметам дека овој амандман не е висок, значи станува збор за 1 милион евра, и би се согласила дури и на видоизменување на амандманот, да се намали сумата, но да се започне од некаде, да направиме ваков еден катастар, ќе се олесни работата и на инспекторите, и на сите оние кои што понатаму планираат како да се развива еден град. Ви благодарам.